23 март, понеделник, добро вечер. Од ноќеска на полноќ нови цени на горивата, но со државна интервенција во ДДВ. Цената на дизелот, еве уште еднаш да кажеме, и во текот на денот соопштивме преку информативните изданија, се зголемува за 3,5 динари, а на бензините останува иста, но исто така денеска нова вест е дека регулаторна комисија за енергетика донела нови протоколи, нов правилник, па на дневно ниво ќе регулираме цената на нафтените деривати. Вечерва економска дебата не само околу цените на нафтените деривати, туку и околу оценката дали може би е време да се посегне и по други мерки, други даночни интервенции, особено кога говориме за основните прехранбени производи. Во студиото представници на науката, на економијата и, што е најважно, на представници на владата, креатор на економските и финансиските политики. Од мојата лева страна, Николче Јанкуловски, заменик министер за финансии. Добро вечер. Добро вечер, благодарам за поканата, се надам ќе имаме успешна дебата. Ви благодарам и што ја прифативте. Од мојата десна страна, професорите Ванчо Узунов, добро вечер. Добро вечер. И Синиша Наумовски, добро вечер. Добро вечер. Сакам еден дел од дебатата да оставиме простор малку, нели, да го прокоментираме и буџетот и состојбата на буџетот преку призма или на овие нови случувања. Јанкуловски, во текот на денот и денови ве информиравме за пакетот мерки. Владата сепак се одлучи со интервенција во ДДВ, но без интервенција во акциза. Премиерот вели оваа мерка е време на 2 недели, мислам само ќе трае, па подоцна ќе се прават анализи. Критики има, например, во две позиции. Од опозицијската СДСМ и воопшто опозицијскиот фронт била дека можеби требаше да се интервенира и кај цените на храната, или ДДВ-то за храна. И второто прашање што се отвори во јавноста, дали задоцнивте, оставивте преголем простор за некое профитерство во овие 2 недели, 3 недели, па сега постигнавте померки. Благодарам за прашањето. И во истата прилика сакам да искористам можноста да кажам дека од првиот момент на кризата владата меѓуресорски, меѓу министерствата воспостави една активна комуникација со која почна да ги и предвидува настаните како ќе се движат и како ќе се одразат врз фискалниот капацитет на државата и врз животниот стандард, случувањата кои што се случуваат на Блискиот Исток. Но тука морам да кажам и дека неизвестноста од случувањата, гледаме на нейно ниво, па и неколку пати во текот на денот дека има различни изјави од представници од повеќе влади низ светот и од страна на Соединетите Американски држави, од страна на другата, да. Но владата од првиот момент седна на маса на 5 март заедно со нафтената индустрија, да ги слушне нивните позиции, да договорат поедини решенија кои што ќе се применат во поедини ситуации кои што би можеле да се случат во текот на кризата која што се случува. Понатаму на 11 март се случи исто така средба меѓу владата, ресорните министерства со маркетите во однос на цените на храната и на 13 март исто така јас на таа средба присуствував во Министерството за економија заедно со ресорните останати министерства и државниот пазарен инспекторат со дистрибутерите и производителите на храна, каде што ги слушнавме нивните барања и како они би се однесувале во однос на определени проблеми кои што би настанале на пазарот. Добро. И на стоки, и со енергија, и со енергенси и така натаму. И сега уште да ми одговорите дали овие мерки се задоцнети денешните, по-прецизно да ги локализираме прашањата. Задоцнети ли се овие мерки? Тоа е една од критиките. Еве да ја прокоментираме. Значи, мерката за намалување на данокот на додадена вредност од 18 на 10% во никој случај не е задоцнета, со оглед на цената на горивото по кое што го купуваат македонските граѓани во однос на нивните комшии од соседните држави и со на зголемување денес на цените што се случи
а во меѓувреме интервенцијата на владата со намалувањето на ДДВ од 18 на 10%, ние го запазуваме животниот стандард на граѓаните. Тоа го слушнавме денеска и од Но Министерството тоа за не значи енергетика и дека од ќе премиерот. биде конечна мерка, ги следиме работите. Добро. Факт е дека и од академската фила никој не знае кој ќе заврши конфликтот. Имаме неколку сценарија во Министерството за финансии разработено, заедно со меѓуресорската комисија, која што е составена и од представници на Министерство за енергетика, за економија, Државниот пазарен инспекторат, Комисијата за заштита од конкуренција. Добро. И тие сценарија се разгледуваат и остануваат одредени таргетирани мерки кои што би можеле во иден период на можна ескалација на настаните на Блискиот Исток. Добро е да се слушне дека сепак владата еве имаме некое тело специјализирано што ги следи состојбите, дури има одредени толкувања дека можеби е потребна некоја поконкретна дефиниција како некој кризен менеджмент, кризно тело за будно наблюдување на состојбата, но ајде прецизно Узунов и Нумовски од вас за да добиеме во време дали заменикот вели навремени се мерките. Го читаме тоа цело време по социјалните мрежи, каде е владата да интервенира, па дури и се очекуваше интервенција во ДДВ одредена можеби за основни прехранбени производи. Добро вечер уште едно Шанета. И мене ми е полесно од представникот на владата, бидејќи зборам во своје име, нити партија, нити влада, туку ја. Мерката е од арсеналот на мерки што треба да бидат преземени, требаше да бидат преземени, меѓутоа е факт. Прво е закасната, второ е недоволна. Аргументите кои се? Аргументот дека не е закасната затоа што имаме поевтина нафта од соседите, апсолутно не држи, бидејќи имаме и пониски плати од соседите, прво, и второ, затоа што гледате како не постои осиромашување. Цената на дизелот на 5 јануари беше 65 денари. Денеска е 95 денари. Тоа е покачување за скоро 45% за 2,5, не цели 3 месеци. Тоа е осиромашување, прво. И второ, тоа значи дека во иднина импутот на нафтените деривати во цените на сите производи ќе влијае проинфлатор. Тоа е за мене задосата мерка, особено затоа што кризава беше предвидлива, со целиот хаос се гледаше дека ќе дојде до ваква работа, не може да се определи моментот и интензитетот, но дека ќе дојде. И требаше сите овие работи системски да се кажат многу порано, пред месец дена, месец и пол, два. А ако се качи цената за X денари, ДДВ-то автоматски се намалува за толку проценти, па ако е поише за повеќе и така натаму. Значи, една скала со граѓаните предвидлива и дистрибутерите и бизнисмените да знаат и тоа што беше избегнат хаос. Второ, ова ќе дојде проинфлаторно, па тама војната денес вечерва да заврши. Вчера да завршеше. Затоа што овој товар дополнителен на цените што го има веќе направено кризата, ќе се одрази во порастот на инфлацијата. Тоа ќе ги погоди најранливите граѓани во Македонија. Оние што се сега под линијата на сиромаштија и оние што се блиску до линијата на сиромаштија ќе паднат под сиромаштија. Затоа оваа мерка треба да се дополни со зголемување на покачување на социјалните давачки, оние што се за сиромашното население, и со помош на оние граѓани кои што оваа криза ќе ги донесе до сиромаштија. Не сме цивилизирана држава, многу пати сум кажал, но ќе го повторам, не сме цивилизирана држава во 21 век. Ако товарот на кризата што е неизбежен за целиот свет и за нас, во релативна смисла најмногу го свалиме на плеќите на најнемоćните граѓани, на најранливите групи. Така бива во секоја криза. Ама не било 21 век и не било европска држава. Историјата секогаш, кризите секогаш ги плаќале граѓаните и најсиромашните највеќе. Но денес е време малку тоа да го смениме. Добро. Се задржуваме прецизен бевте, Нумовски вие. Значи во овој дел еве професорот ја отвори оваа дилема, сакам Јанкуловски после да прокоментираме. Навистина денови ве слушаме таа паралела и тој податок, но како изолиран. Македонија има најниски цени на горивата во однос на регионот. Ама ако направиме некоја компарација со друг параметар, например, во однос на платите или со нашата просечна плата, колку литри гориво можеме да купиме и, например, словенецот колку литри гориво може да купи со неговата, пример давам. Таа е паралелата, тука нема дилема и точно е факт е дека најниска, но паралелата која вие кажувате е таа е пропорцијата. Во однос на владината мерка, јас имам позитивно мислење, бидејќи мислам дека е соодветна и има легитимна.
во контекст со тоа што се праќа една порака до јавноста дека сакаме да спречиме или да го амортизираме ударот од надворешните шокови. Од другата страна, легитимна е и констатацијата на стручната јавност каде што се констатира дека постои одредено отстапување во начинот во менаџирањето на очекувањата. Ние имаме очекувања и некакви популистички најави од одредени политички субјекти, нереални планови и така на. Моето мислење е дека можеби отстапување има во моментот каде што требаше да се дообјасни, или ако грешам, еве тука е представникот на владата, нека ме коригира, да се дообјасни законот за акцизи, каде што самата алатка по автоматизам некаде од моите пресметки околу 2,5 денари до 3 денари се заштедува доколку имате значителен притисок на цена на нафта и тоа ќе биде добро да го објасни. Значи алатките постојат, само треба можеби почесто да се комуницира во таа насока за да се менаџираат различните очекувања. Во оваа ситуација кога народот е оставен на социјални медии, на генерално големите светски лидери шпекулираат. Вие денес имате одредена изјава на председател на Трамп, токму пред да влезам во студиото и го слушав неговиот прес центар каде што се обраќа во некој ивент за собирање на оружје или слично со неговиот кабинет и ја пушта пораката дека конечно ќе се договориме за 5 дена. Значи сега ме разбирате, каде пазарите драстично, ова ви го кажувам сега на официјалната веб страна на Белата куќа. Да, ама во текот на денот Иран кажа нема никаков договор, ниту сме разговарали, ниту сега сме ви кажувам, преговарали. Да, што слушам од официјални. Сакам да кажам, таквиот волатилен период нормално дека предизвикува, се враќам на главната поента, притисок кај граѓаните и паника. Ние мораме во овој период да останеме непанични. И тоа е мојата порака што сакам да ја пуштам. Не дека јас не сум, ние со професорот имавме минатата недела, каде што јас бев прилично загрижен, но од денешна гледна точка мислам дека првиот мој став јавно официјален искажам пред 11 на дена информациите со кои што јас соработувам со Соединените американски држави, со мои колеги, а и со Израел, се дека некаде околу 6 до 7 недели ова ќе заврши. Ако ето и ова е шпекулација, така. Но, знаете што Нововски сега ние на граѓаните им припишавме некоја психоза и паника, ама таа не е без основа. Ма и ние сме граѓаните. И ние сме. И ние сите не е без имаме. основа. Еве што вели професорот за колку месеци, за 3 месеци имаме 45%. Еве ако ми дозволите би ви дал некој варијант. Не знам кога последен пат сте пазарна да видите какви се цените. Ги знам цените. Значи веќе се осеќа и се чувствува ценовниот раст. Така, на тоа постои, дали мислам да речем дека не е без основа тоа што ние сме загрижени. Но ме прашавте за мерката. Моето мислење е дека мерката е очекувана, легитимна, но предпоставката моја е дека можеби повеќе се согласувам со дел на стручната јавност, требаше да се фокусираме на начинот на менаџирање на очекувања. Добре. Не можете вие на граѓаните да им кажете дека нема пораста цените. Во таа насока го говорам ја. Не знам како ме разбрате. Да. Многу е важно да видиме како овој момент на, ај би рекол, пауза во ризикот, не би рекол огромна криза, или криза во надоаѓање, така некако се наоѓаме сега во овој момент, од денешна гледна точка, така. Многу е битно да ги видиме тие удари и ефектот на кризата што го има врз македонската економија. Тоа некаде во три канали можеме да го... Да, сакам ама ќе имаме посебно прашање каде ја чувствуваме целата оваа криза. Сега еве Јанкуловски, значи овој аргумент што досега го слушавме, професорот Узунов вели дека не може да биде аргумент зашто ние досега не постигнавме по интервенција за намалување на цени на горива, дека ние сме најевтини во регионот. Значи тука нема да се служам со професорот, бидејќи кој што кажав, од самиот момент ги правиме разговорите и дебатите со најглавните во бизнис секторот и со енергенците и со производителите на храна, дистрибутерите. Ова решение не е ад-хок решение, како што се случува тие во 2021, 2022, па 14% инфлација и издавате ваучери, а на крајот со 14% инфлација, што можете да купите вие со тие ваучери? Оваа влада од првиот момент на доаѓање е максимално посветена на фискалната консолидација и намалување на инфлацијата. Декември завршивме со 4,1%, 3,2 беше јануари, 2,9 февруари. Знае оваа влада што се превзеде
за да го намали од една страна буџетскиот дефицит, кој што е главен параметар за фискалната консолидација, минус 4,4 24-та, минус 4% 25-та и доколку сега се надевам дека случувањата нема да ескалираат до не знам кој степен, на 3,5 да завршиме 2026 година. Тие параметри на фискална консолидација, финансиска стабилност со зголемување на приходи во буџетот. Овие мерки кои што ги преземаме и ќе ги преземаме во иднина за заштита на животниот стандард, јас верувам дека ќе ги постигнеме она што сме го замислиле со фискалната ревидирана стратегија 25-29 година. Кратко да ве прашам, дали во моментов, еве, набројавте средби со маркети, со нафтени компании од нафтен бизнес, во моментов... Како дел од процесот. Не, ве прашувам, како дел од процесот. Дел сте од финанси, во моментов дали е стабилно снабдувањето на државата со нафтени деривати? Дали се стабилни стоковите резерви, бидејќи веќе се отвора прашањето дека ако потрае кризата, цената ќе биде најмал проблем. Може да се случиме со застој во доторот и ако се поврзуваме со Грција, ама па и од Грција од одредена количина стабдува од истокот. Ве прашувам, стокови резерви во моментов? Да. Резерви и компаниите од нафтениот сектор се обврзани да чуваат едномесечни резерви во своите депоани или во своите резервари? Дали и дали има информација во одреден застој во набавката? Значи, од она што сме во секојдневна комуникација, таков проблем нема и нема да се случи барем во наредните 60 дена. Во недостиг на горива, а исто така паралелно се преземаат и мерки да не дојде до зголемување на цената на електричната енергија. Она што ни се случува во 2021-2022 година. Добро, а може значи, владата да, е сигурен партнер на граѓаните во овој процес. И премиерот Мисковски, министерката Гордана Димитриевска-Кочевска максимално преземаат мерки со останатите ресорни министерства, тука енергетика, секако и економија, за да не дојде до поголеми нарушувања кои што би го загрозиле животниот стандард на граѓаните. Доста попланево има соопштение од енергетика, се вели успеавме да го заштитиме стандардот на граѓаните, доста однатака. Кој што е веќе нарушен. Не е оно што беше на Нова година. Ги почитувам сите напори на владата. Знам дека заменик министар финансии мора така да збори. Меѓутоа, јас сум граѓанин и зборам тоа како што го гледам како сите граѓани во оваа држава. Мене стандардот ми е веќе нарушен. Не е без разлика дали е крива владата или не е крива владата, владата не постапила, не правила ништо. Ништо особено ми го заштити животниот стандард. Цените биле поевтини кога се соседството, па. И платите се помали, него во соседството. Важно е дека нашиот животен стандард е нарушен. И ја имам легитимно право да се плашам дали понатаму нема да биде нарушен. Ете, тоа е тоа што сакам да го кажам. Добро. Владата треба да води малце по-конзистентна политика. Владата нас не убедува дека ние држиме се под контрола, спиете мирно. Кажи ни ги мерките сега, па ќе спием мирно. Па добре, ве ги кажа не, значи се недоволни. Кои мерки се ни вика, ако треба ќе правиме нешто ново. Што? Кажи ни што. Ако се случи ова, тоа ќе направам, случи ова, тоа ќе направам, случи ова, тоа ќе направам. А ќе направам нешто, е таа што ќе ме рече, значи нема да направиш ништо, јас сум паничен. Така, тоа е психологија на луѓе, не моја. Не моја. Психологија на маса. Најлесно е да се откажеме од се, од сите даноци. Не. Карикирање, не рекол да се откажеме од сите даноци. Еве само ако даноци нема се откажеме од даноци. Заменик министерот спомна неколку бројки макроекономски. Етапно да се оди, се извинувам. Во тој контекст, еве ќе биде корисно во оваа билатерална размена на информации помеѓу професорот и министер, заменик министер. И аргументи се разбира. Трилатерална бе, ти си присутен. Да, трилатерална. Ајде, еве јас не се рачунам пошто сум. Добро. Прво, да видиме кој е ефектот врз македонската економија со криза. Тој е индиректен, но јасно е дека ќе удри во три канали на удар ќе имаме. Значи, три столба ние треба да канализираме. Прво ќе имаме ценовен удар, тој го имаме. Нели? Сега, многу е важно на гледачиве да им кажеме што некоја калкулација од бројка како во која варијабла како ќе се однесува ударот. А ако имаме некој, јас правев анализи и тука се согласувам со некои колеги, ги читав денови, ако има, еве, ја земавме и
некоја 10% зголемување на цена на нафта. Ако цената на нафтата оди со 10% зголемување, тоа значи дека некаде околу 0,2% поени ќе удри на инфлацијата, доколку кризата е краткорочна. Тоа значи оваа моја варијабла од 6 до 7 недели. Што доколку биде до 6 или 7 месеци? А што доколку Тогаш биде... веќе ќе се само се извинам. Ама 40% е веќе покачена цената на нафтата од нова година до денес, Синиша. 40% е покачена цената на дизелот од нова година до денес. Од нова година за овие 26 дена. Ама ние збориме, ја не живеам 26 дена. Живеев и пред нова година и нова година и нисам намерил до година живеам на нова година. На нова година на 5 јануар денес го гледав извештај од Републичка комисија за енергетика 65 денари дизелот. 24 март 95 денари дизелот. И денес најефтина во регионот. И тоа се 40%. Колкава е ударот на инфлацијата ако е 10% за 3 месеци? Тоа сакам да кажам. Тоа е тоа што да ги гледаме подоците реално. Еве говорам. 40% е. Ако е 30%, околу 30 до 40% и трае некаде околу 3 до 4 месеци, ударот врз инфлацијата треба да биде околу 2,5 до 2,6%. Надкупната инфлација. Во најлошото се надкупната инфлација. Колку влага тука инфлацијата на храната и тие во најголем процент? Најголем процент. Двојно, ама ние Па тоа е тоа. Не, зборам со факти. Ама значи ние збориме исто. Само јас со малку други зборам. Да, Исто да го збориме. но не смееме, мојата позиција е во овој момент да бидеме можеби панични во делот дека нема да се справи. Ајде да разговараме за мерки, тоа е да дадеме една паничен, реалистичен сум. Исто јас, истите се бројки. Истите се. Втората компонента каде што ќе Ајде да збориме за најсиромашните граѓани во тој контекст. Ајде ќе збориме, имам одредени размисли какви мерки што треба да препорачаме. Добро, да. Кажете и втората компонента. Втората компонента е надворешниот удар. Значи ние ќе имаме ризици и ќе доживееме надворешен удар. Тој треба да го канализираме така. Што е тоа надворешниот удар? Ударот од кризата во земјите во еврозоната. Не заборавајте германската економија. Веќе наши домашни компании имаат проблем со пласман што извезуваат пред се во Германија. Тоа е вториот притисок. Затоа викам денес не е едноставно да менаџират. Јас го разбирам заменик министерот. Станува збор за глобална криза. Тоа е вториот и третиот е моментот на фискалната канализација на ударот. Па само пред една недела и ФЕД и Европската централна банка која сме увозници на политиката ние, не ги одложи каматните стапки. Значи ова треба да го кажеме на граѓаните. Заборавајте на ефтини кредити во 2026. Значи ефтини пари нема. Затоа викам, нема. говорам цело време со факти, но сепак мислам дека мерки треба да бидат брзи и оваа мерка која чувме има. Добро, моето прашање беше дали овие мерки се во тој контекст брзи и навремени. Последна, мислам ова е прва и засега единствена мерка. Не заборавајте една варијабла која што ќе се врата малку пошироко и ќе завршам во тој дел. Американската цена на еден галон денес е околу 4%. Баш еве го имам податокот, 3,94. Значи ова ми од пред 4-5 сати. Ако јас бев пред 2-3 месеци Америка, стававме гориво за 2,9, 2,7, зависно во кој регион на Соединените американски. Денес е 3,94. Зашто говориме? Значи американската економија веќе има притисок и тоа е олеснителната околност за тоа што сигурно навестуваме известност на завршување на конфликтот. Во секоја спротивно со оваа моја теза, нели, еве го песимистичко. Очекувањата, да. Не, види, многу ми се свиѓа тезата, ако им е лошо на американците, војната ќе заврши. Тоа е тезата. Океј, нека биде таа. Па еве, дај што побрзо им стане лошо на американците, да му речат тоа трап прекини војната. Па знаете, американците војната само за инак ја почна. За ни една друга цел, али ајде. Па знаете, американците почиваат на онаа филозофија на ефтина нафта, ефтина облека, ефтина храна. Добро. Не може да им е добро на американците ако е 3,94. Ама не може ние да чекаме дека ги заврши криза, зашто на американците им биде лошо. Еве не велиме дека чекаме, еве тука да ставиме. Да. Океј. Секако дека преземаме мерки и разгледуваме повеќе сценарија што лично не посакувам да се случат. И за да може да излеземе во пресет на граѓаните и да продолжиме со оние политики, со фискалната стратегија кои што сме ги презели како влада и сме должни да ги испорачаме. Знаете, Јанкуловски, тоа е така и веројатно владата си ги разработува сценаријата, ги бара решенијата, тој е опис и попис работна задача. Една би рекол препорака до заменик министерот. Време на ваква криза не е време на форсирање фискална консолидација. Сега и да речете ја замрзнуваме консолидацијата, гледаме да го спасиме животниот стандард на граѓаните и за мене, како економист, имате потполно право.
Никој не сме ви замери. Сега за го замрзнуваме консолидацијата, нема да значи се ајде ќе правиме лом, ама не се консолидираме во моментот додека кризава пројде. Зашто во тешки моменти не се штеди. Тука финансиската отпорност, професоре, многу е кревка во Знам ја колку е кревка, многу добро. Меѓутоа сега консолидацијата може да замрза, да рече чекај малце го спасиме живење стандард. Се согласувам. А од нова година или дај Боже да заврши порано по септември, ќе седнеме овде па за консолидација ќе се збориме, ја те ќе стегам тогаш. Ама сега викам отпуштете малце. Ама сега викам отпуштете малце. Добро е. Добро. Затоа будно ја следиме работата, Дај Боже, ситуацијата дај Боже. и се надевам дека побрзо Не е време за ќе се консолидација, заврши време е за спасување на животен стандард, лошо ќе биде. ова непожелна ситуација за не само за нашата држава, туку и подалеку. Пак се сведувам на секојдневниот живот. Знаете, Јанкуловски, ова што го говориме, навистина бензините и дизелот и се е поскапено. Особено дизел. Првиот пат кога се зголемија цените, само дозволете, следниот ден од полноќ едни цени, одам другиот ден за мандарини од 59 динари, 99 динари. Го кажувам примерот. Тоа е зголемување. Кај дел од производите да се случува поскапување, но проблематичното и секогаш било, од секогаш тоа Многу што е важно, зборуваме за основните прехранливи Не знам дали ги производи имаме без прашање кои за мерки не се кои може. наши размислувања. Ке имаме, Претпоставам, да, не ги ке знам. имаме. Сакам да речам дека веќе граѓаните го чувствуваат тој ценовен сериозен притисок. Дури има одредени анализи дека март може да заврши и со двоцифрена инфлација, што можеби ќе ги помести прогнозите. Останувате ли за 2,5% или тоа е веќе далечна проекција за годинава? Прашањето за сите исто е да ја малку ако успееме да дефинираме, иако можеби е прерано, но ги имаме првите 2 месеци, годишната е над 3%, така од беше. 2,5 до 3% 2,9 со 3 и проектирана нешто. инфлација према параметрите кои што ги добивме и од Народна банка и од меѓународните партнери и од политиките кои што ги води. Јас прашувам за нашава Министерството и со владата. 2,5% за годинава каква е позицијата, мислам дали остануваме на овие Тоа позиции. ќе зависи од случувањата кои што ги има и постојат во светот. Значи, доколку има позначајни отстапувања во меѓународните случувања и владата нормално ќе преземи корекција во проекциите и ние како Министерство за финансии ќе се адаптираме и ќе ги коригираме. Добро. И со фискалната стратегија, евентуално со ребаланс на буџет, измени и дополнувања, Сигурно не. но тоа е Сега непосакуваната варијанта не само на оваа влада, туку и на секоја друга. Се размислува И ли за соседна ребаланс, влада. тоа се наметнува веќе во првиве месеци со криза. Во овој момент сериозно на таа тема немаме разговарано, но во едно време ребаланс дали ќе има, како ќе има, најверојатно ќе има, но во кој обем и во кој дел тој ќе се реализира од една ставка во друга, префрлувањето на средства ќе зависи од случувањата. Сега, Иако ако ми дозволите, Да. професор, повели. Не, само кратко, ја се пак се надобрзам што го кажав. Значи, инфлацијата сега не може да каже ни заменик министерот, ни не знам кој да. Не може. Таа е сега ги имаме за јануари и февруари Тоа е по таргетирана инфлација, колку ќе биде година, тоа очигледно нема да биде така, очигледно нема да биде така. Веќе се гледа, меѓутоа колку ќе биде никој не може да каже. И ја мислам дека ќе иде најгоре само да не претеруе инфлацијата. Она што е многу битно, фискалната политика. Не е моментот сега само да се она консолидира и штеди. Да се намали дефицит и така натаму. Сега треба да се потроши, но мора да додам уште нешто. Таргетирано на кои Тоа е граѓани, една од моите- не на сите. Таргетирана политика. Таргетирана на Да го најсиромашните имавме и во- оние што се во опасност да паднат во сиромаштија. Најбогатите не мора да ги гледаш уопште. Имаат, не се кире за нив. Ние имавме... И кога рекавте преска заменик министер за тоа дека ајде да се откажеме се даноци, не. Никогаш. Ама ајде да размислиме. А не може ли да коригираме даночниот систем? Еден прогресивен данок на доход, кај директните даноци, многу работа ќе заврши. Автоматски. Секој прашање Автоматски. заслужува дебата. Да, Секој заслужува прашање дебата и заслужува еве дебатира. дебата. И треба дебати да постојат. Така што има многу работи, Сега али со мерки тема. ремонт, таргетирано. Добро, Една од ајде, грешките со сега ковидот беше тоа што не беа таргетирани. Да. Вадењето беше дека немало ни Една, податоци. Окей. една од грешките... Се работи Подоцна на- почна на таргетирано да се проблематиката, До, да. Таргетирано. кога, веќе оде, беше кога доста. одеше работи. тогашната политика со да се надоврзам на ова, со линеарни мерки,
Тоа таков притисок создаде во фискалниот простор и кога веќе се менуваат тие политики во таргетирани со тоа што една од мерките јас се намали притисокот, а ефектите беа подобри. Сега бидејќи прашавте за инфлацијата. Јас ево до неодамна сум бил во монетарна власт, сега композиција малку послободен граѓанин, професор. И можам да го кажам на вистина моментот од 7,5 години што го имавме. Јас ги поминав сите кризи управувајќи со монетарна власт, како член на Совет. Оваа криза сега нема таква силина да предизвика двоцифрена инфлација. Дај Боже. Дај Боже. Тоа е моето гледиште. Дај Боже. Но да оставиме да видиме како ќе се развива америчката политика. Од тоа ќе зависи она што вие го прашувате. Најлошото сценарио, каде што би било најинтензивно ова до 6 месеци, некаде притисокот на инфлацијата, бидејќи можам слободно да го кажам тоа порано со кодекси имавме и сето тоа, околу 4,5% би била инфлација. Значи оние 2,5% јас што ги говорам, би била додадена вредност. И мислам дека билансите на државата тоа може да го абсорбира. Тоа е многу добра варијанта. 4,5 е двојно повисока инфлација. Сега, владава има и многу подобра позиција, бидејќи може да ги види, без разлика политички, ќе се напаѓаат со опозицијата, тоа е легитимно, ме разбирате? Да. Многу добри искуства од мерки, еве ги зборуваме со професоров, кои што во минатото биле добри и биле лоши. Тоа е линеарното наспрема таргетираното. И многу е важно профитерството, каде што тоа го забораваме денес вечерва на дебата, вообичаено фирмите се прилично многу, како да го кажам тоа, притисокот кој го добиваат во цената го зголемуваат врз основа на граѓански. Потрошувачот секако го има теретот на цените, но фирмите често тоа го надминуваат. И тука мора силни, брзи и ефикасни контроли од инспекцијските служби, она така наречено профитерство. И таргетирање на оние ваучери, енергетски ваучери за енергетски ваучери за најтешко ранливите категоризации. Тоа се моите. Мислам и средна класа, исто. Граѓаните од средна класа исто така го чувствуваат притисокот. Значи не само овие со минимална плата. Многу ми е мило бе кој се каже средна класа, ја го воведов тоа во речникот на македонската политика предедно. Генерално која средна класа имаме со околу 600 евра еве плата. Добро, ма и таа е раслога ниска, околу 600 евра плата. 1000 евра денес е средна класа. 1000 евра е средна класа, околу 600 до 800 евра. И тука мислам дека владата треба да донесе мерки и да ги користи можеби постоечките канали на дистрибуција на тие мерки, не водејќи многу аналитички точни или перфектни мерки кои што ќе бидат задоцнати. Вие Наумовски сметате дека сепак можеби е време да се размислува за таргетирани мерки. Нешто слично веќе е дојдено време. За добро во овој момент заменик, излеговме со оваа мерка на намалување на данокот на додадена вредност од 18 на 10, но исто размислуваме и како што каже колегата професор. И на таргетирани мерки. Како што, например, може ли нешто Па утре ќе имаме дискусија на влада, рано е сега да се предиктира од овој аспект, од оваа временска дистанца, но сепак целта е да се зачува животниот стандард на граѓаните. Споменавте ви одредени производи, ги имаме ние на лист кои се покачени и во кој обем. Пазарниот инспекторат е на терен, каде проверува дали влезните инпути ја диктираат таа продажна цена на пазарот или има некои малверзации, ги чекаме резултатите. Ако има нелогичности во тоа, секако дека ќе се изречат и одредени. Мислам дека е добро да владата се подготви како да го очекува најлошото сценарио. А дали ќе ги имплементираат мерките, владата си знае само да сега не сум 21 и 22 каде што реално немаше некој ефект на економијата, гледајќи ги крајните резултати. Но да не забораваме, фискалниот простор е многу тесен, бидејќи доволно кризи, оваа држава помина многу наталожени кризи. Не, само момент, кризата 21, ковидот, кризата од ковидот и оваа криза се неспоредливи. Оваа криза е многу поспоредлива со она криза што стана, ајде уште повеќе во Украина кога почна. 2008, а најмногу од се, вие не памтите толку одамна. Нафтениот шок 74-79, јучер, јако мал дето живеав, не ги разбирав тоаш ништо, до душе. Таква е, врзане, таква е криза. Значи, ковидот беше сосема друга криза. Апсолутно друга криза. Надеваме дека до тие размери. Така што не може да ги споредиме со ковидот, а со тие кризи може
Тешки се и затоа Но внимаваат. како мерки, секако дека може да се споредува и Да. оно што го Морам спомени реклами да професорот, линеарно или таргетирано. Таргетирано. Тука строго мора да таргетирано. внимавате, тоа беше грешна политика. Еве, јас од монетарно гледиште, одлука со мислам дека консензус професорот ќе беше биде во донесена. влада советник, ако не или Во секој случај Не мерките би- беа не- мерките беа мерките не беа- линеарни, не А добро, која таргетирани. мерка беше бе од овие линеарниве за гледачиве, на пример? Која мерка тогаш во На сите во- граѓани по толку пари, на сите студенти по толку пари. Сите Не- студенти, Линеарно. да. Добро. Тоа Тогаш предизвика отвори двоцифрен дебатата, дали требаше да ги извлечеме најранливите категории на така, граѓани. тоа сега го За говорим. нив, И бидејќи во наместо на некое домаќинство семејство на човек 5000 беше денари не му така, И значи на ништо. човек беше треба на никој не домаќинство Наместо да биде. домаќинство Ама скупува. немаше податоци статистика за домаќинства, немаше. Дали сега ги има, ја не верувам, али тоа Затоа ја правиме дигитализацијава, сега Да. не само тука, и со Затоа што- ИАП, и со царина, и со Тоа e-фактурата, намалува многу сива ке значи, економија, да, и тука дигитализацијата веруваме во овој дека процес- голем дел на тој слободен тек на пари на пазар дека ќе влези во Да, пред да повикам, систем и ќе имаме Пред да поголема повикам финансиска реклами, стабилност. заменик министер, знам дека се тактизира утре седница на влада, но новинарски не можам да не прашам. Утре ќе има одредени пакет мерки, таргетирани мерки на влада, ќе се разговара за ова, или на дневен ред ќе бидат маркетите со инспекцијските служби на одита? Не споменав директно дека ќе има конкретни мерки утре, но ќе се разгледаат извештаите од инспекторатите и ќе се одлучи што наредно ќе се преземи. Како што се случи седницата во неделата вчера, може да се случи во нареден ден адхок да се свика, но планирани мерки да се донесат за доколку има зголемување на цените, бидејќи денес гледаме има намалување на Денес цените, има намалување. а сега па Комисијата за енергетика го мена правилникот за работа, секој ден може На да се дневна дава, основа. така да на дневна основа ќе се следат тие случувања и во зависност од извештаите ќе се одлучи дали ќе се оди на кои таргетирани мерки ќе се преземат, се со цел да се зачува животниот стандард на граѓаните. Само- 2 само години, мора скоро да- години и пол се бориме за тој животен стандард, намалување на буџетски дефицит, економски раст, каде што покажавме доста резултати и не така лесно сакаме тоа да го оставиме и да ги оставиме граѓаните со висока инфлација и непреземање на никакви мерки. Со ова вчера покажавме дека има усет и чувство оваа влада и претходните заоставоци кои што ги имавме, но и во наредниот период за да го Добро. зачуваме. Ни една влада не сака незадоволни граѓани или влада која што не се грижи за стандардот на граѓаните. И од тоа правило нема да отстапиме. Добро, мора да завршиме овде во овој прв дел, бидејќи веќе пробивме, ма кратка пауза со реклами правиме и продолжуваме. Да, продолжуваме со вториот дел од емисијата. Имав прашање на паузата, го отворив како дебата. Европска инфлација 1,9 во ЕУ во месец февруари, кај нас 2,9. Па реков, еве што значи ова да го објасниме, професорот Узунов рече прашајте, ќе го објасним. не, видите. Мислам, јас знам тоа дека каква рефлексија има. Поентата ми е дека вообичаено видиме пак да го држиме тој курс со стапката на инфлација во Европска унија, бидејќи врзани сме таму, пласманите ни се таму, извозот ни е таму. Ние сме увозници, се извинувам професор, увозници на Европската централна банка. И секогаш кога говориме за инфлацијата, многу е важно структурната поставеност на економијата. Кај нас во најголемо количество е ударот врз храна и енергенци. И при исти услови вие имате во земји членки во Европска унија неиста инфлација. Тоа да го истакнеме. Не сите земји Да, и членки меѓу нив има така Хрватска разлика. имаше 16, Просек Бугарија 1,9. Но просекот е 1,9. Тоа значи дека иако имате една централна банка која води политика на цела еврозона, поодделно притисокот зависи од самата силина на економијата. Во ковид кризата северниот сосед имаше најголем притисок, отпорност на притисокот, бидејќи имаше поголема земјоделска силина во производство. И тука кај нас тоа е креатор. Се извинувам што сега професорот требаше. професорот Узунов. Не, многу кратко као дополнување, ова све е окей. Меѓутоа, инфлацијата во Македонија, оваа што ја гледаме веќе со години, што е испадна не е галопирачка, не е хиперинфлација, не е нешто страшно, меѓутоа е жилава, не може да се реши никако. Апсолутно не е прашање на преголема количина пари во оптек и на преголема купна моќ на граѓаните. Нема врска. Затоа не може да се решава со мерки од монетарната сфера и Народната банка тука добро си ја има поставено целта. Проблемот на покачувањето, упорното и константно покачување на цените е нефункционирање на пазарот. Пазарот во Македонија. Не. Особено кај храна, козметика и тие што се потрошни добра.
Имаме на пазарот несовршена конкуренција и можност на маркетите да ги покачуваат цените како што сакаат, имплицитно се договараат и полека ги качуваат за да ги зголемуваат своите профити, го сиромашуваат населението. Значи владата мора да го реши ова не со мерки од сферата на монетарната политика, туку со регулирање на пазарот. Значи Комисијата за заштита на конкуренција на пазарот, Законот за заштита на конкуренција на пазарот и нефер трговски практики. И ако треба уште нешто, да се зајакне таа комисија многу. Ја нема нигде. Па ние имавме прекршочни казни, имаше за трговско сега им текна ги изголемување казни. Сега инструментите ве пуштивме порака и обајцата до заменик министерот. Сега треба многу голема силина во мерките за контролните механизми. Тука нема дилема. И мора се зголемат казните, оваа влада е казни, подисциплинирана според мене. маркетите и казни со по 10.000 евра. Тоа е за нив смешка. Тука Знаете ли какви казни за нарушување конкуренција пропишува Европска комисија? Милиарди. Па беше Милиарди. најавено пред известно време кога се зголемат и тие казни, пак останавме малку во овој дел дека кратко само. инспекторатите се посебно разработени во последен период, да, ги има на терен, има екипи, уште од пред година и пол, уште кога дојдовме, кога презедовме власта, понатаму нели септември 24-та, законот кој што го следи Комисијата за заштита на дискриминација, исто даде резултати. Се сложувам дека казните не се во онај износ кој што треба да бидат и тоа прашање заслужува да се разгледа во делот на измена на таа законска регулатива да се зголемат. Но казни имаше и тоа е за поздрав. Одредени нели и брокерски и осигурителни куќи беа со картелно здружување фатени. Исто и кај маркетите одредено здружување, така да и дистрибутерите не ги заборават. и кај Тие се дистрибутерите многу треба. поважни од Да, трговците на Исто, голема со храна и прехранбени. големината на казните Да. заслужува тоа прашање Беше најавено да само од се Министерство за разгледа и мислам економија дека е поставено веќе како Да. отворено прашање. Ги гледаме, ги анализираме веќе записниците од терен, она што се случува, како што кажавме, мала и отворена економија, колку се производители, колку се дистрибутери, колку се маркети и што е она што се случува и што ни Добре. влијае на цените и квалитетот на живот на граѓаните. Ајде малку заменик министер од вас ке почнам во овој дел. Ако ве прашам во моментов да ми ја дефинирате финансиската позиција и кондиција на буџетот, кои се најновите показатели што ги имате, за кој период, приходи, расходи, преценили буџетски дефицит, на што ни интересира. Значи, буџетот е ликвиден. Последната информација имам до 19 март, каде што кај вкупните приходи имаме зголемување од 12,4%, во тука влегуваат доносите 14,3 зголемување во однос на истиот период лани и кај придонесите 7,3%. Делот на расходите имаме зголемување од 20%, каде што најголем дел отпаѓа на капиталните расходи. Редовно се сервисираат обврските и како Министерство за финансии сме задоволни во тој дел и од управата за јавни приходи, и од самото министерство, и од Царинската управа, и од останатите чинители кои што учествуваат во прибирањето на средствата на буџетот и од друга страна сервисирањето на обврските према физичките лица и секако према бизнис секторот. Добро, и дефицитот сега како е? Буџетскиот дефицит? Дефицитот до овој момент само да проверам, значи во однос на е зголемен за околу 30%, нова се станува збор до 19 март. За до останатите месеци, до крај на фискална година, има уште време, така да она што сме го планирале како влада и сме се обврзале, јас верувам дека до крај ќе биде истото исполнето. Овој раст за 30% како резултат на што се должи исплати
И во делот на капитални расходи, исплаќања кои што имавме во овие месеци, односно јануари, февруари до 19 март, натаму очекуваме уште прилив од приходи, така да Добро. ова не е некој релевантен дел, бидејќи се работи за еден дел кој што уште и кварталот да не е завршен до 31 Добро, март, да, за да правиме еден висински пресек на првиот квартал од 2026 Добро. година. Еве ги чувме овие првични податоци. Колку што разбрав, најмногу е пораснат, расходите се пораснати повеќе од приходите, а најмногу е пораснат дефицитот. Но апсолутно ништо не мора да значи. Стварно е некој период кој што е, како викаме, бош период. Свашта може да се смени, може да стане многу подрастично, може да стане многу подобро. Она што мене ме погоди, као кажа на зборче во што го кажа министерот и сакам да го коментирам, односно заменик министерот, се извинувам. Дај Боже еден ден и министерот. Најголем дел од расходите се за капитални расходи. Така беше. Сега, веќе сум го зборил и уште многу пати ќе го зборам. Исполнување. Што се тоа капитални расходи? Да. Колку што гледам, тоа се поимањето на оваа влада, автопатишта и во најава некаква железница, од неј се уште се најава немаме друго, но автопатишта, што значи асфалт и бетон и такви работи, друго нешто во капитални расходи не се дава. Тоа се капитални расходи во социјалистичка смисла на размислување и во социјалистичка смисла на економија. Така беше во Југославија, идејата дека растот го обезбедува градежништвото, ние треба да градиме и ќе имаме раст на БДП. Тоа беше прва петолетка, втора петолетка, трета петолетка. Па бројките тоа го покажува дека градежништвото е логистиката за раст. Тоа во современа држава не е адекватен модел за економски развој. Современа економија се вика економија базирана на знаење, економија базирана на иновации, економија базирана на зелената агенда, економија базирана на дигитална технологија, а не на асфалт и бетон по планините. Значи, капитална инвестиција во Македонија е образование, добро здравство, Може би треба иновации и така да смениме натаму. во пресметката. Треба да ја смениме, уште поголеми. одамна требаше да ја смениме. Одамна требаше да ја Класификација ние во друг дел. а не овој дел на развој преку целата матрица развој на економијата на Македонија се сведува на тие Финансиска автопатишта. тука. Тоа е лошо. Тоа е слабо. Долани и Коментар како вие фактурите, не заплати, оврските се книжа во капитални расходи. Тој го тргна. Што се книжеш, извинете? И оврските заплати кои дотациите што се дава до ЕСМ, до Македонски шуми, се книжа исто во капитални расходи. А дотации за Тој дел плати? сега со новата класификација го нема. Но ова прашање заслужува исто внимание да ги Ама, внесеме и дали расходите знаете колку од години го зелена зборам ова по економија и од телевизија? останатите за уште повисока Но реализација. Јанкуловски вие најавивте како влада дека ќе направите филтрирање на капиталните инвестиции, Ајде дека да видиме веќе дали нема ќе да не има послуша. администрирање. Ајде да видиме дали ќе не послушате. Тоа го 10 години го зборам ова по не телевизија. постои повеќе, како што постоеше. И дотации до јавните предпријатија се книжа во капитални расходи. Да, сакам да Само речам, понасока владата на дека ќе прашање. најави дека Сега ќе ги филтрира капиталните чисто инфраструктурните Најави дека проекти. веќе нема да има административни. Чисто инфраструктурните проекти, изградба на згради, образование, автопатишта, коридорите и така натаму. Тоа е исклучително само тоа во капиталните расходи. Сега, за разлика од претходно. А во иден период, може би треба да ги метнеме Нема, ама и дали- инвестициите дали- кои што не, ги не, правиме чек. преку енергетика и транспорт, Едната работа е дали ќе ги во метнете во дигитализација калкулација. и во зелена економија. Меѓутоа, уопште, идејата што го движи развојот на Македонија? Што го движи развојот на Македонија? Порастот на БДП, вака статистички кажам. Добро. Овде кај нас формулата е таква, овие Тоа е инвестиции добра во тема, патишта, тоа е Сега до и така момент е така, инфраструктурата. Ајде, Излазот сега каде? малку, Структурните да, промени кај се. Али и Градежништво. кај капиталните инвестиции, луѓе заборавате дека капитални инвестиции се само патишта. Така беше во бивша Југославија. Во современа Македонија Финансиска- капитални инвестиции се знаење, добро здравство и така. Да имаме простор околу буџетот, малку и Во таа позицијата насока за на прашањето да се оваа теза ја поддржувам, сме ја коментирале со професорот и мислам дека тоа е добро, бидејќи процентот на исполнителноста на капиталните инвестиции ќе биде во многу поголема, подобра бројка. А во насока на она што говореше представникот на владата за финансиските параметри, јас само би додал
Ние имаме отпорност на финансискиот систем и тука значајни фактори кои сакам да ги истакнам се монетарните бројки. Ние имаме стабилен банкарски сектор кој во оваа криза исто така ќе се покаже дека е отпорен. И една умерена политика на монетарција, до не одам да јас ја водев на еден начин, дел од тие кои ја водев, и тука мислам дека тоа е позитивното. Негативното, но не треба премногу да го истакнеме тоа дека сме комотни. Значи не треба се преценува финансиската стабилност, но на еден начин добро е да се истакнат позитивните елементи. И тоа мислам дека ќе биде одржливо и за буџетскиот дефицит. Во насока силината на монетарниот елемент секогаш за оваа држава била можеби единствена овие 3,5 децени се извинувам позитивна светла точка. Кога имате силен банкарски сектор, тоа значи дека има голем потенцијал и за стопанскиот развој. Но многу е важно како и во која насока ќе дојдеме до поевтини пари. И тоа на граѓаните мора да им го признаеме и да сме објективни. Во оваа година, иако бев јас, се сеќавате и со вас неколку интервјуа, многу позитивен и оптимистичен, ние треба да сме задоволни ако оствариме економски раст од 3,2% на ниво на Меѓународниот монетарен фонд. Зборам за 2026 година. Сега токму тоа ми беше следното прашање, убаво е Наумовски Тука што сме го отвори. Јас сум малку За годинава позицијата се уште ни е заменик министер 3,8% раст беше за оваа година економска. Да, од 3,5 до 4%. Сега ако се измести инфлацијата, па таа инфлација од 3-4%, што ќе значи како што реков, зависи од силината на Блискиот Исток, да. Аха. И од евентуален ребаланс и дали ќе има промена во проекциите заменик на министер, буџетот. мислам дека конфликтот ќе го нагризе економскиот раст, но не толку многу. И токму затоа го темела моето мислење дека ќе имаме одредено намалување, но нема да биде, ајде, ако се користи еден колега го читав Сабеле Соколум, нема вели да го изеде овој конфликт, економскиот раст толку многу, но доколку вака од денешна перспектива. Да не заборавиме да бидам поатрактивен за гледачи вакви преговори кои ги најавува Трамп. Имаше и на 26 февруари во Оман ли како беше државата, каде што речи си беа договорени и за 2 дена нападна. Така да сега да не Не можеме да ништо од таа тема да предвидуваме, само да речам. Внимавајте, што ми имате надеж дека има преговори, тоа дефинитивно влијае на самите берзи. Неговата денешна изјава 5-дневно затишје дека нема да ги таргетира енергетските капацитети на Иран, веќе ги промени малку и Јас очекувањата на американските граѓани ги гледам, ако тие реагираат на цената на галонот, тоа мене ми дава дека ќе бидеме да се вратиме на почетокот дебатата. Да молам, само сакам околу растот. За годинава тоа е многу важен. И пак во контекст да го ставиме што вели Наумовски, нема проценките негови или анализи дека нема многу да го нагризе, ама економски раст од 3,2% на Тоа се моите со инфлација од 4%. Ево тој контекст што значи тој раст? Ја пред нова година тука мислам гостувавме со Синиша во оваа емисија и он тврдеше дека ќе има 3,5 и повеќе. Ја реков да има 2,5 да бидеме пресреќни. Сега прецизен бил, да, ете, да, похвалам. бил прецизен. Да, и ќе има до декември пак да бидеме живи, ќе се сретнеме. Ја тврдам оваа година да сме среќни да биде 2,5 раст. Да се среќни да биде 2,5. Не викам дека е кривица на владата, околностите се такви, меѓутоа да бидеме и објективни. 3,5 нема шанси. Не, јас викам Нема околу шанси. 3. Сега веќе ми се 2,5 да бидеме среќни, 2 веројатно бројка. Се и ние се фрламе со бројки, ама ја не добро сега правиме анализи врз основа на моменталната состојба и очекувања ни. Мислам дека Синиша е премногу оптимистичен, а заменик министерот е многу внимателен. А јас сакам да бидам многу реален. И сега, да, нормално се пофали в себе вакво, меѓутоа, нема да заврши брзо кризава. Нема да заврши. Мене ме плаши кога Трамп ќе рече имам преговори. Поишено ќе рече немам преговори. Да, тоа го кажа. Затоа што денес преговара, утре мала, па преговара, па не мала. Не знае што прави. Он не знае ни ние. Мислам дека и нема да има мир, нема да има стабилност, ќе има инфлација повисоко таргетирана и растот нема да биде толкав. Денес заврши конфликтот. Владата треба да се продолжи и стварно да внимава и да не слуша како да ги штити стандардот на граѓаните бидејќи за нив постои. За растот дека спомнавте, како влада уште први момент сериозно се посветивме на економскиот раст. Ако 22 беше 2,8%, 2023 2,6, 24 на 3 и понатаму веќе со сите квартали од 25-та го светивме на 3,5.
Тоа е добар показател и доколку има екстремни случувања на Блиски Исток кои што ќе се одразат, некако влада реално и одговорно према граѓаните отворено и искрено ќе ги пренесеме ставовите и аргументите доколку имаме корекција во проекциите кои што сме ги планирале за 2026 година. Не само во делот на растот, и во делот на фискалниот дефицит, буџетскиот дефицит, и во делот на прибирањето на приходите, реализација на расходите и останато. Но искрено се надевам дека побрзо ќе заврши оваа криза и дека нема да ги имаме тие проблеми во толков обем како што некои од опозицијата тоа го форсираат секојдневно во јавноста. Па добро, и вие кога бевте опозиција во исто во ова студио, истите мерки ги баравте од тогашната власт, буквално мислам, јас можам да сведочам како новинар, бидејќи истиве теми сме ги работеле на ист начин, со истиот Кажа пристап. професорот, таа криза не треба да се споредува со оваа криза. Ама и владата да не ја споредува. Оваа криза И се владата не ја споредува, не ние само. но ефектите од мерките може да ги споредуваме, иако е рано се ја воведел, но ефектите од мерките да. Одиме кон крај на емисијата Јанковски, само да прашам, кога споменав за буџет, финансиска кондиција, дали е што се случува со нови задолжувања? Најавени беа, мислам, нови 300 милиони евра пари што ќе се бараат на финансиски пазари, мислам во странство беше тоа најавено од министерката, беше во најава уште 1 милиарда, мислам од Унгарија, уште една нова транша. Се лицитира со различни нови заеми во најави, никако тоа стана хаотично. Во моментов дали е обезбедено покривањето на буџетскиот дефицит и на сите оние тековни обврски што ги имаме за сервисирање. Значи во овој момент единствено што работиме е на финансирање на буџетскиот дефицит и обезбедување на финансиски средства. По најповолни услови, со одлука на влада, задолжено е Министерството за финансии, испративме понуди до релевантни финансиски институции надвор од државата на домашните финансиски институции да им оставиме средства кои што ги пласираат кај приватниот сектор. Добиени се понуди, се разговара со една релевантна финансиска институција и се надевам дека во брзо време ќе излеземе во јавност и ќе ги презентираме под кои услови ќе се земат тие финансиски средства, кои финансиски средства се дел од буџетот, односно од финансирањето за 2026, планираното финансирање со буџетот за 2026 година. Сега морам да прашам, сумата? До 300 милиони евра. Каматата? Тоа е прелиминарно. Тоа ќе го објавиме кога ќе биде дефинирано. Иден финансиер? Да. Иден за Но сигурно ќе биде под поволни услови и некако порано што се зема Кога порано? финансиските инструменти. Добро, а што е во моментов до течат преговори, финализирање, прецизирање, мене ме интересира техничките информации, кога Прецизирање, парите да бидат прецизирање ќе биде запознаена јавноста под кои услови ќе бидат позајмени тие 300 до 300 милиони евра. и врврзницата За финансирање на буџетскиот дефицит, кој што беше планиран, е планиран со буџетот за 2026, кој што беше изгласан во Собранието на Република Македонија. Вемо само да прашам, врврзницата од 1 милиарда евра ја завршивме, како да кажам, ја потрошивме, што ја земавме. Значи врврзницата беше едната на 4 години, другата на 6. На 10, мислам. Години, се поатокот понеам тука Добро, не важна е рочноста. Сумите беа 2 по 500 милиони евра. Едната беше да се врати 700 милиони евра. Врврзницата која што беше претходно земена,
Таа околу половината ја вративме веќе, ја сервисиравме, другиот дел ќе биде кога ќе доспее во јуни месец 2026 година. И кусур остана од таа евроврзница, уште 300 И кусур милиони за евра. финансирање нормално. Текотно буџетско финансирање. Што разбрав, Завршувам. останале 300 Но милиони. станува збор за планирани финансиски со средства. фискални, Ништо со не буџети и со планирано сето тоа. или Чекај, Надолу чекај, тоа, чекај, добро. една секунда. Да. Што јас сватив, ако не сватив добро, бадија да се викам професор, Македонија остана со истиот долг и има плюс долг 600 милиони. Од каде Биде, сега? па како од каде? Ние позајмивме за да вратиме, останавме позајмени за тие 700 милиони. Тие 700 милиони што ги враќа владава од бивши евроврници, Па не ке ги го ископа долг. од дома, ги позајми парите, значи остана долг. И плюс 300 милиони Само ги горе остана таму до рекалибрира, милиардата. горе финансира. И сега уште 300 милиони, што значи долгот е фактички ги зголеме за 600 милиони. Добро, окей. Ама тоа е правилното кажување. Добро. Јас би сакал кризава да не биде и шокот многу перзистентен за државава да биде добро, иако не знам дали ќе биде така. И за сите, и за глобалната економија тоа ќе биде поволно очекување. Да се вратам на главната поента. Добро. Иако мора да дадеме една нота дека ќе биде тешка година, реално тешка година, бидејќи мислам дека и денес да заврши, еве, и денес председател на Америка со Израел да прогласат примирие во Иран, со иранскава војна. Дискутиравме минатата недела со професорот на јавен сервис дека ќе траеме околу 6 месеци санирањето за да дојдеме до она ниво до кое што бевме пред ковид, пред војната со Иран. Така да моите очекувања се дека тука можеби владата ќе ги искористи сите капацитети од една страна, но од друга страна ефектот оваа година ќе биде помал, а подобар ефект ќе се чувствува 2027 година. Ама веќе доаѓаат избори и го дискутиравме тоа наредната година кога се изборите во некоја друга 2025 со 59,4% од БДП Ја завршивме за годината евкупен со јавен долг, да. Очекуваме околу 60 да биде на крајот на 2026 согласно фискалната стратегија. Тоа се таргетите, 60-61%, тука се движи. Во услови Таа е границата. на непосакувани Да, во ефекти, услови брзо да заврши. на Ова е надворешно оптимистичкото ЕБП. сценарио, Да. нели економско. Да очекуваме преговорите Да. дека вистински ќе бидат позитивни. До сегашните преговори беа шокантни. Кои после два. проговори беа до сега успешни на Трамп? Ниедни. Па еве последните ги задавме. Добро, 26 Со Украина беше многу успешно, па не знам со Добро, со Венецуела. Украина за 24 сати рече ќе се реши војната, па геополитика еве. ќе треба да Да. викнеме и Да, Ајде. добро, завршуваме. Јасно е дека е кризна година пред сите нас. Владата колку да сака да се абстрахира, сакам да кажам, да маневрира. Не дај Боже да дојде моментот да Јавноста се редовно ќе интервенира известуваме со... за сите случувања и мерките кои што ќе бидат преземани согласно настанатите околности во идно време. Само посакувам владата малце поише да слуша професори и наука и ќе биде подобро. Ама не слуша. Мислам дека за таргетираните Ама мерки добро се ја согласни. финансира науката, така да мора Не, супер што ја финансира, И учи да да ја слуша слуша повеќе, и ете да ја така. слуша и Па да не барате многу вие наука и финансирање Не. и многу слушање. Не бараме ништо средствата ние. и заплати за наука се далеко повисоки од тоа што се случуваше претходно. Да. Колеги, мисле така да морам да го споделам и Добро, овој благодарноста е малце подале. а резултатите секако дека ги слушаме и Дај Боже, Добро. што повеќе ќе учествуваме и во дебати и да се применат одредени применливи решенија и во праксата. Завршуваме. Јанкуловски, Узунов, Нумовски. Ви благодарам на сите тројца. Благодарам за поканата. Почитувани, емисијата заврши, следуваат вечерните вести. Пријатно од ова студио.